Шата сега, минатото видео го правев сам, техничката анализа ја правев сам, и влегував длабоко тематски, али има многу да се зборува и сега тој концепт уште не ми е усовршен во смисла дали да зборувам најптен длабоко тематски, дали да ја правам сам анализата па да влезам накратко да ви објаснам, па постепено да влегуваме што гледам како гледам, значи постепено ќе се усовршуваме, не можам конкретно да земам да речеме една матрица и дека ќе ја правам само едно или да биде да пример лайв да траи по 2 сати анализава или значи со тек на време ќе правиме измени, ќе се договараме и така натаму. Минатата недела снимав сам видео кој траеше 1 час. Пак ќе речем не влегував во длабока тематика и нешто за да ве збунам. Нафрлив нешто за да знаете што концепт користам. Се постепено, како што ќе се одвива зумовиве, значи ќе имаме баш кod анализа и веќе имаме митинг прашања, значи имаме повеќе активности за да се раздлабочуваат тие темите што не ви се јасни, односно елементи од зона на интерес, елементи од тренд, од сите тие работи. Постепено ќе тераме она како што имам замислено и нормално кој што одговара за сите. Очекувам ваш фидбек, очекувам да ме поправате негде ако грешам, ако имате некоја идеја да ми кажете, не е така да биде вака, значи се е добре дојдено. Сега за да се фокусираме појчето на тоа што се случува изминатиот период, јас направив накратко, мислам накратко, јас направив анализи. Накратко ќе ви кажам што гледам, што очекувам за следнава недела, пошто ова го правев искрено сега во лайв чат ни требаше повеќе од 2 сати, значи за да фатиме се. Затоа го направив сам. Накратко ќе ви кажам што и како е и сакам да поразговараме за изминатиот период, односно искрено за мене како трейдер имам тежок период, јас тоа не го крием, го гледате вие сите. Пред се грешката јас се барам во мене, односно не можам да укривам нешто друго, али нормално дека има и екстра причина што се случува тоа фала Богу. Али ако сакаме нешто да промениме, треба ние сами да се промениме, а не значи да гледаме промени во нешто друго. Така да тој дел ќе го коментираме понатаму, се да ги опфатам на кратко паровите што ги гледам. Значи, еврото према фунтата, минатата недела имавме голем engulfing candle, кај што ова engulfing candle се затвора на ден на и две структури. Во меѓувреме со овој engulfing candle ни дава дека сме uptrend. Што значи тоа? Тоа значи дека одиме нагоре. Значи јас следам weekly, daily и 4 сати тренд, така што monthly и го гледам и не го гледам, пошто е долга релација, така да се фокусирам на weekly и на daily. Значи weekly ми е engulfing candle, ми е затворено над структурата, ова е линија EMA, односно мери предходен тренд на 50 свејки или така нешто беше, не ме држете за збор. Треба јас поубаво да истражам за да ви го кажам точно, мада кога сме нанезе ја користиме како супорт, односно одбива и нанезе за да оди нагоре. Сега чим има брейк, тоа ми дава назнака дека цената сака да оди нагоре. Така да викли сме uptrend, брейк на две структури, daily ми е исто uptrend, имаме брейк на повеќе структури. Сега тука гледам јас displacement, тие што знаат има и fair value gap, ми се поклопува со OTE зона и со weekly зона на интерес плюс daily. Значи зони на интерес, ова сето што го објаснувам, може да ме прекинете да ме прашате, али постепено значи сакам да го објаснувам да биде знаеш онака дали ќе биде во едукација, дали ќе биде нешто да ви биде и вес појасно. Али сега пак ќе кажам накратко, ќе го кажам трендо, кажам што очекуваме, постепено ќе ги откриваме работите. На daily, како што кажав, двете последни свејчи се затворени во булиш, затворени ни се над структурата. Овде имаме, ако ги тргнам, овде имаме еден fair value gap за тие што знаат, односно празнина, кај што би очекувал, значи ова следнава недела, би очекувал да имаме реакција од тука од ова зона негде, зона на интерес, OTE зона дисконт, значи на ефтино купуваме, на скапо продаваме. Значи да се врати цената, со самото тоа што ќе се врати цената во оваа зона,
линија во DMA оди нагоре, значи че имаме одбивање, ако се врати, имаме одбивање од DMA, имаме одбивање од зона на интерес, имаме одбивање од други фактори овде што се реакција или како сака да кажете, и се што ќе чекаме да има реакција овде, нов брейк, ретест за бај. То ми е бајасо за еврото према фунтата. Така да ова ќе биде снимано, се снима и ќе биде објавено на YouTube, така да сакате запишувајте, сакате, значи до вечерва ќе биде секако објавено. Значи овде гледам еврото да оди нагоре, фунтата да паѓа. Одма автоматски вториот пар ми е фунта со канадски долар. Што значи то? И овој ми е бајас за сел, односно е фунтата да оди надолу. Значи одма ми се поклопува, одма друга приказна дека фунтата уствари паѓа во споредба со два различни парови. Значи фунтата паѓа ми дава како конфлуенс да гледам за сел. Сега што гледам овде? Овде гледам исто една преголема engulfing свеќа, од кој овде имавме Evening Star Pattern, имавме Doji Candle, ова е liquidity graph е овде направено, значи GBP Cat ја очекував минатава недела да падне и падна. При тоа имав отворено две позиции, што не ми даваше мој риск менеджмент да отворам три, или во главно од минатата недела, тоа што направив како анализа од, да речем, 7-8 парови, 6-7 влегоја, јас во тие што одлучив два да влезам, ме исфрли, едниот беше конта тренд, другиот ми исфрли, си продолжи таму. Така да, тоа е промената што ја видов со овој Trump маркет, што сакаме да ја разговараме, нормално и да слушнам ваши мислења. Како што кажав, weekly engulfing candle има, затворена е под овој вик, доволно ми дава со овој engulfing candle да знам дека сака да продолжи цената. Сега има опција после секој engulfing candle, има мал ретест, значи може и следната недела да остане во консолидација, да ни остави doji candle, па тек наредната недела да имаме повторна реакција за да продолжи надолу. Но ние ќе чекаме, ако ни се врати во зоната, ако ни дај entry сигнал, значи влегуваме 100%. Друго што гледам на daily, значи овој беше последен low, овој беше последен high. Со овој low ни е брейкнат daily low, што значи дека сме во downtrend. Потоа имаме ретест, значи ова имаме ретест на претходната структура, имаме нов брейк, што ми дава тоа значење дека чим се два брейка, имаме downtrend, втори импулс, некои сте запознати. Следно што чекаме исто да ми се врати или во зона на интерес 1 или во зона на интерес 2. Сега малце дискутабилно што во зона на интерес 2, пошто е ваков engulfing candle, после ваков engulfing candle, претежно иди doji candle, па продолжува цената надолу. Што ако би одела надолу, не би очекувал да има нека реакција овде за да се затвори над овој кендл, мада ќе видиме што ќе се случи. Така да затоа ги имам како опција 1 и опција 2. Опција 1 е уште во дискаунт и ќе продолжи во дискаунт, значи се случувало да има мала реакција, односно на weekly candle да ни дај мало викче и да продолжи надолу. Затоа ми е таа како опција 1, пошто гледам интересна зона на интерес овде, на 4 сати зона на интерес. Preview structure point, имаме овде реакција, имаме уште една реакција, така да ми е доволна зона на интерес за да има ретест да оди сел. Тоа е опција 1, опција 2 ни е да оди во премиум, односно кога сме во премиум, нели одиме сел. Во овој премиум имаме fair value gap, имаме уште една preview structure point, поточно оригинал preview structure point ни ова, тоа е претходна структура. Значи оригинал ни ова, али може да се земи ова како дополнително онака за confluence, но не знам ова што се случи или се речем. Но како и да е, опција 1 е да имаме реакција во зона на интерес 1, опција 2 е да имаме реакција во зона на интерес 2. Што и да се деси, јас бајасо ми е сел. Следна што гледаме USD-JPY, исто ова имав предвидено за имав предвидено за сел минатата недела, али за жал не ми даде, ми даде конфирмација, ми даде сели, имав отворено две позиции, така што не сакав да отворам уште една позиција, пошто го искористив риск менеджмент. Така да, односно го искористив капиталот што можев да го, нели, да го ризикувам. Овде гледам weekly candle engulfing или evening star,
Значи овај ни е показател дека цената сака да оди долу. Исто овај кендел е затворен под оваа структура што е дополнителен конфлуенс или приказна за дека сака цената да оди долу. Сега овде имаме нова зона на интерес од Daily што малце е дискутабилно, али бајосот ни е сел, значи не верувам дека доларов во блискинина ќе оди бај, верував дека може да оди бај, али како што тргнала политикава, значи ќе фатиме и тој дел. Мислам дека мора барем на мантли да, кога го гледам индексот на мантли, се спушти уште малце подолу, така да искрено доларот ќе го гледам сел. Како што кажав, викли имаме engulfing, daily имаме engulfing затворена со затворен вик под оваа структура, затворен body candle под оваа структура. Моментално интересна зона или зоната на интерес која сакате ми е кенделов ми е затворен во незе. Искрено не верувам дека овде може да одма цената да се спушти надолу, возможно е, не дека не, но го имам како фокусу ми е дека од зона на интерес 1 и зона на интерес 2. Повеќе би сакал да имаме лажен мувмент, да се вратиме, да реагираме од премиум зона и да одиме надолу. Значи, слични приказни има, сите ги чекаме на ретест, значи не чекаме нигде брейк до сега на овие три парови, туку чекаме континуација, значи одиме во тренд, значи трендот што бараме да ни се врати во дисконт или премиум и да го продолжиме трендот како што е. Значи зоната на интерес 1 е тука, зоната на интерес 2 е тука. Овде имаме fair value gap, имаме други структури, имаме премиум, нели во премиум продаваме, така да искрено би чекал повеќе во реакција во зона на интерес 2 отколку дојде, нели како и да е, ако ми дај овде entry сигнал, влегувам тука, ако ми дај погоре, влегувам погоре. Тоа е што се однесува доларо према јено. Еврото искрено го гледав изминативе 2 недели како all time high, односно не all time high, него тука гледав отпор, кај што сакав сел и овде имавме сел патерн, така што гледав сел, но после тој ни даде доджи кендел, што е смена приказната и следниот последен weekly кендел беше engulfing, се затвора над структура, тоа значи дека би оделе по овие хај. Според тоа што го дава, но не значи дека 100% ќе се деси тоа. Така да викли сме uptrend, daily сме исто uptrend со преголем engulfing candle, имаме реакција во претходната структура. Не верувам дека само со овој candle ќе останеме и ценава ќе продолжи дагоре. Очекувам искрено да имаме задржување на ова зона, дали зона на интерес 1, дали зона на интерес 2. Тука се повеќе фактори од fair value gap, од EMA, од премиум и дисконт, така да се што ќе чекаме, ми се изгуби само овде латкава за што и направив на латкава. Не знам што и направив. Како и да е, чекам реакција и да оди нагоре ценава. Тоа е за евро долар и останува уште фунтата со јено. Фунтата овде ми се потврдува. Ова е мислам од Zoom. Како можам ова да го избришем? Знај некој? Ете, окей. Али латкиве ми се тргна, не знам зошто. Шкрапнав нешто или да, може да се рефрешира страна да видиме. Окей, да не губиме време, ќе пробам накратко со ова да објаснам. Фунтава ова е трет пар кај што бајасот е за сел, така да ми одговара, мислам одговара и се потврдува сето она што ми дава индици да гледам дека фунтата ќе оди надолу. Пак ќе кажам, нема ништо 100%, не значи дека стварно ќе оди, но ако ни дај реакција, ако ни дај шанса, зашто да не искористиме. Weekly candle иста приказна engulfing, значи ова е причина за вестите што се случи изминатата недела со Трамп, тие тарифи и сето останато. Engulfing преголем сел candle, брейк на EMA имаме, овде немаме затворено под структура, али доволно знаеме дека имаме engulfing, доволно знаеме дека се уклучил некој поголем играч за цената да е турка надолу. Така да на weekly го гледам тоа. Кога одиме на daily имаме овде има повеќе брейк на структури, значи со преголеми дисплейсмени, што првата зона на интерес ја гледам на дисконт, односно 50%, имаме fair value gap, имаме
повеќе реакции во минатото на оваа зона, така да би било одлично понеделник да се врати, да имаме доджи кендел, вторник може или понеделник да се врати како ингулфин голем кендел, вторник да имаме доджи кендел и од среда натаму да гледаме сел. Зоната на интерес прва ми е тука, втората зона на интерес е погоре, односно тоа е моделот. И тука да ако реагира до 50%, и тука ние во премиум за сел и погоре ние во премиум за сел. Така да тоа е што се однесува до паровите што ги гледам ова недела. Е на нов детал во мојава анализа што ја правам, дека кога чекам дали било брейк на 4 сати на структура, дали било ретест кога што чекам секојаш првиот мувмент на 4 сати го прави лажен, односно мојава досегашна стратегија што ја користев, чекав да имам ретест и првиот мувмент за сел, јас влегував во оваа позиција. Сега откако се уклучи приказната со Трамп и со вестите, бектестирав овие изминативе недели, изминативе денови, пошто стварно беше тежок период не само за мене, за цел свет го гледам дека е тежок период и пак ја се барав грешката за мене. Значи грешка беше што не забележав дека првиот мувмент на 4 сати во 90 во ајде не 99 или 85% е лажен. И што се случуваше изминатиот цел месец, ние влегувавме во првиот мувмент на 4 сати, цената одеше флип аут и се продолжуваше таму кај што сакаме. Или ако чекавме за пример, ќе кажам, ако чекав да речиме на 4 сати прв брейк, влегува брейк и што се случуваше, јас ако чекам 4 сати брейк, да речем и го кажувам дека очекувам после да има ретест. Кога се случува ретестов, јас влегувам на ретестов. Уствари, ако е прв брейк на 4 сати, се случуваше да ме собери и да си продолжи надолу. Значи, како и да е, дали на ретест или на брейк на структура на 4 сати, првиот мувмент, значи, во зависно колку структури има одлево собрано, значи во 85% беше фейк мувмент, кај што искрено доста насеннав јас како трейдер, пошто порано чекав, да речем сега, Biden маркет, мене ми беше доволно ретест, ми беше доволно ентри сигнал, влегував и цената одеше или фул таргет, одеше или ќе појде контратренд. А овде оди фул таргет или нисфрла, значи во претходниве трейдови изминативе 6-7 месеци тоа не ми се случувало. Значи, пак ќе кажам, мора да се адаптираш. Јас пак грешката е моја, не дека е Трамп сега виновен за тоа, али многу пострада и нормално од кој ќе пострадаме, од кој ќе осетиме на наша кожа, тогаш почнуваме да реагираме. Сега стварно изминатиот месец доста осетив како трейдер, што ми се случи, затоа си барав виница во мене. Ете, за да речем 2 години искуство, тој мал детал што беше за мене, уствари многу кошта. Така да то забележав што се однесува до Трамп маркетот, дека логички земено тргнете ја техничкава анализа, сега Трамп како Трамп, пошто нели доларот е водечка валута во светов и му иди нов председател на Америка. И сега за сите инвеститори се во неизвестност што се случува, значи која е политикава на Трамп, што ќе се случува, пошто Трамп оди на мирно, значи на мирен начин да го јача доларот, што според мене Америка од секојаш била таа што прави војни, што прави секакви буцки, да кажеме на нашки, за да може да донира, да го транспортира доларов ни сегде во светов, за така да расти доларов. Сега Трамп наместо војни одлучува да крева такси, значи таа му е политиката и сега ставете се во да речам во глата на еден инвеститор, ако е нов председател, ако има нова политика, дали би инвестирал како што се инвестирал на председателот 4 години уназад. Значи, ако е нешто ново, ќе се запраша, чекај да видиме што ќе биде, како ќе биде, да дајме време. И тоа ако го пресликаме во техничка анализа, зошто да речеме кој ќе дојде на ретест и првиот мувмент не го прави нешто. Зошто? Затоа што нема доволно инвеститори да ја турна цената. Кога се враќа нешто назад, си собира овде ликвидити, си го полни да ви речеме джебов инвеститоров и после со парите наши, со парите на тие што подклекнале ја турка ценава.
така да немаше вакви ликвидити крап на големиве таймфрейми порано. Значи немаше, пошто како инвеститор ти беше, да речем, 4 години Бајден, јас сум сигурен дека политиката е таа, алгоритмот е тоа, инвестирам во доларот и знам дека лупам сега Америка ќе пушти пари на Украина или бла бла бла. Сега, нов председател, нови политики, се е неизвестност и мора маркетот да си најди начин, значи, односно големи играчи да најде начин на ликвидација, да зема пари од маркетот и да се имплементира на таков начин. И сега наше како мали играчи е да заприметуваме како прати тие пари, кај се активира, што ни прави, кои се мамките, за да можеме ние да земиме, да речам, една мала лајца од медо. Значи, тоа е што заприметив, има уште многу технички други фундаментални работи, кај што пак ќе кажам, не можам во еден сат да ги кажам, ќе биде постепено, ќе биде, значи, пред се ни треба подлабоко да се запознаеме, ни треба да видиме кој како трейда, што трейда и така натаму. И дел од овие работи веќе кажувам, треба подлабоко да се изуча, значи има вакви работи на академија што ја снимавме, што не е снимена. Има и нови некои работи што треба да се каже, али во главно тоа е тоа. Така да ја мислам дека доволно зборував. Ако имате прашања, ако имате нешто да споделите, ако имате некаков забелешки што и да е, слободно ве слушам. Не се страмете. Или ако знаете се, тогаш не ве ми е мило. Ако се знаете се, значи ми е многу мило. Така да, А, убаво е да вака се... накратко, Мгм. накратко ова, ако можеш да го објасниш по некоја најкратка верзија, што го викаш ти area of interest, нели? Така, така? Да. Ова Зона што на го интерес, означуваш. наше е кажано, да. Звон на интернет, да. Добро. Вака што знам некое грубо објаснување како го одредуваш. Па вака сега. Зона на интерес одредувам на weekly timeframe и на daily timeframe. Тие ми се два главни најголеми timeframe што ми се сигурни, односно е многу потешко да се манипулира на нив отколку на помали timeframe. Има тука едно правило кај што зона на интерес, не знам кај ми е ова нешто за цртање сега, не знам зашто ми се изгуби. Чкрапнав нешто, што чкрапнав појдам. На middle click стегни за рефреш. Ама не ми се рефрешира. Ај дај ми само секунда да видам. Аха, еве. Одлично. Значи зона на интерес секој ќе бараме во тренд, на пример, одиме daily. Ако сме daily, bearish и weekly bearish. Последниот high, последниот low си тргаме линија една. Сега овде ќе биде многу шкртано, не можам да обришам чартов. Во главно што се случува, од овај high, од овај low, бараме лево, да има повеќе 3 или повеќе пипкајна со body candle. Значи да се задржува ценава, да има реакција. Тоа е зона на интерес. Имаш едно пипкајне со, значи овде ако сме лупам, овде сме uptrend, сега одавде решила ценава дојде надолу. Гледам реакција дека одавде ценава реагирала, слегнала надолу. Гледаме реакција дека овде имаме повторно реагирање, се може да се шири поиќе. Има, значи, многу правила. Што е супорт или ова е супорт или резистенс, зона на интерес. Тоа е еден еквилибриум кај што големи играчи банкиве најдува средина. И се таа средина најлесно што се забележува е со пипкајна се смета и викоиве. Али за поважечка зона на интерес да ти пипка со кендел, body candle, значи еднаш сега овде ако го зголемиш, сега тука има и колку го зголемуваш, што како ли накратко. Еве ќе земиме ова. Имаш два пати, имаш три пати, гледаш сега, овде дошла, значи има реакција, одиш сел. Овде пак се вратила реакција сел. Са ова е weekly candle, ти во овој weekly candle ти можеш да најдеш колку сакаш бај. Овде имаш break, да речеме овде ако е спуштиме подолу, имаш break, retest, buy. Овде на пример не се испоштовала. Овде се вратила, има испоштовање. Овде е значи со вик. Правилово шо е? Зона на интерес е средина или еквилибриум на големите играчи, на сите оние кај што можеш најлесно да заприметиш кај е средината и од кај има реакција.
според таа реакција мериш 3 или повеќе пипкања уназад. Ако видиш 3 или повеќе пипкања, има пипкања фактички body candle reaction и ценава или оди sell или оди buy. Тоа ни дава назнака дека таа е зона на отпор и дека трендо, значи трендо најдува зона на интерес тука, има реакција и си продолжува надолу. Тоа е еден вид, пошто беше ти стар студент, еден вид е импулс корекцијава, ние ја баравме на ордер блок, ја баравме на бла 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 бла, сега ја бараме да има почисто, значи 3 или повеќе пипкајна со body candle уназад и после нормално ако е на weekly daily, слегуваш на помали таймфрейми, си бараш поиќе конфирмации во тренд, па engulfing, па патерн, па на помал таймфрейм, каква структура имаме, значи се си е, да речам, едно без друго не може. Истото и на daily, 3 или повеќе пипкајна, откој ќе дојде тука ценава, има сел. Оди овде брейк, значи ако сме под ова зона на интерес сме сел, ако сме над ова се затворила свеќа на незе, имаме реакција, одиме бај. Значи овде дошла, реагирала, одиме пак бај. Овде дошла, реагирала, лажен мувмент, сел имаме. Се пак се враќаме назад, пак имаме сел. Се нормално чекаме пак да има реакција. Таа реакција не е само да пипни ни онма скокаме за сел, туку таа реакција чекаме да дојди, чекаме да ни се потврдат други мувменти и други, да речем, елементи, правила и така натаму. Воглавно 3 или повеќе пипкајна гаш има реакција. Тоа е зона на интерес. Не знам дали ти доловив тоа што сакаше да... Да, баш она грубо, окей, претпоставувам дека е сапорт и резистенс, така малце како поширок канал кај што цената реагира, значи дали што викаш дали на даунтренд, дали аптренд. Да. Некое место кај што цената прави некаква реакција. Окей, Значи супер, видливи значи, реакции да да, има. да, Значи да, тоа е да. ова е многу полесно и многу не покомплексно отколку тоа што го учевме претходно на ICT. Значи таму имавме 300 елементи, овде имаш еден елемент, Така. зона на интерес, реакција и тоа е тоа. Така. Тоа е што се однесува до тоа. Друго некој прашање нешто да споделите, јас не го гледав чато. И ова EMA 50, иначе не е 200, за тие што праша. EMA 50, така да мислам дека 50 после ни свејчи бе, али не знам. Да, точно. 50 последни свејки ти се зависи на што ти е наместен, дали на daily, weekly или на 4 сати. Или на daily, на weekly, Да, ми да. сегде, да. Знам дека беше тоа, али пошто ова јас го копирав, го зедов од мојов ментор, тој ни го објасна како support resistor extra confluence, не ни го објасна што детално технички значи. Од мали истражувања научив дека е 50 или повеќе пипка, мислам last 50 body candle Да. movement. Така. Така да тоа е Ја, 50, да. Имам едно прашање ако можете. Слободно. Пример, овие што ти сезони на интерес, сега кога чекаш за buy или за sell, да речеме. Добро. На кој таймфрейм чекаш, на 4 сати? На 4 сати чекам да се врати, да речам, во зоната на интерес. На 4 сати чекам, да речам, некош се случува следново. Овде имаш даунтренд, ако дојде да се затвори, после ни се враќа. Ме разбираш? И фактички со самото тоа, ценава на 4 сати се направила, односно таймфреймов на 4 сати аптренд. Потоа, ако чекам реакција тука, чекам 4 сати или да ми дај pattern confirmation, evening star, engulfing, harami pattern, или да ми дај 4 сати нов брейк. Значи, тоа правиме за 4 сати. И после постепено на 2 сати, 1 сат, 30 минути, следам market structure, односно шо прави, плюс чекам на 15 на 30 минути нов брейк. Значи, односно, пошто ако на 4 сати се врати булиш, за да ми реагира од поголема зона, автоматски се враќа на 30 минути на 1 сат. Се што треба, значи на 4 сати чекаме или патерн, или да ми свични пак бериш, ако одиме сел да речиме, во континуација, односно во сооднос на 30 минути на 1 сат. Се тука се додава и пак ќе речем и патерно се додава и бајасо. Значи може да се деси на 30 минути да ми свичнало бериш, ако гледам за сел на 1 сат да ми уште булиш. И тука треба искуството, тука превладува.
Али воглавно треба во корелација да ти се маливе таймфреми со големиве за да одиш, да речем, да ти се потврди дека стварно ќе реагира од таа зона низе. То ти може само да пипни, мала манипулација и да се продолжи нагоре. Значи, то ние не можеме да го знаеме, али затоа откој ќе дојди на 4 сати, значи се лупам, бериш, гледам, ми иди на 4 сати е се уште бериш. Сега како че знам јас дали стварно тука треба да реагира. Одам на помалив таймфрейм. 30 минути ми е булиш, окей, чекам 30 минути да ми се направи бериш. 1 сат да видам што се случува, 1 сат ми е повторно булиш, окей, тоа чекам на 1 сат патерн. 2 сати што гледам патерн, сел патерн правим уват. Окей, значи 30 минути ми се потврдува бериш структура, 1 сат ми се потврдува сел патерн, 2 сати ми се потврдува сел патерн, чекай да видам на 4 сати, окей, 4 сати се затвора, лупам за свејчата во 3 одручек. Тие се затвораат 3, 7, 11 и така натаму. Се чекам 4 сати да видам, ако ми е, да речем, сакам да видам и патерн на 4 сати, се затвора и тоа е тоа, бум, праментри. Тоа ми дава назнака дека стварно тука и реагира ценава и сака да оди надолу. Пошто секој помал таймфрем е фактички го крира патона по големиот. Односно секој помал таймфрем свејчиве крира приказна за поголемиот таймфрем. Така да на 30 минути се крира за 1 сат, на 1 сат за 2 сати, 2 сати за 4 сати, 4 сати за дейли и така натаму. А последно на 30 слегаш? Па гледам и 15 некој служам, али воглавно мислам 15 и 5 ми се клаени, 15 го немам одамна, да речам, користено, или 30 минути обавезно го следам за маркет структура, обавезно за тренд на помал таймфрем, односно маркет структурата кај ми брекнува. 1 сат појчето го служам за engulfing candle, очекувам на 1 сат, 2 сати исто и 4 сати или тренд или, како што кажав, патерн сигнал. И сега го почнав да го следам и многу мувменто, пошто уназад сите трейдови што ги изгубив беа на тој 4 сати фейк мувмент, односно првиот импулсивен мувмент или првиот мувмент што е од кој ќе реагира во зоната на интерес беше како трап, како ставање на ликвидити, си го собира то, си продолжува таму кај што сме. Како без нас. Ми седнав, чекај реков да видам што е проблемов, значи не може иста стратегија ти прави многу пари, иста стратегија еден месец на пример е во стагнирање. Мислам за мене е свесно, тоа јас го прифатив, само пак ќе кажам барав грешка, барав промена, пошто има промена во маркето. Ајде првите периоди си викав окей, може така до мене, може она кога ги видов реакциите, кога видов што се случува, така да мораш да бараш решение да се адаптираш на нешто ново. Така да сега клавам фокус на 4 сати многу повеќе од колку во изминатиот период. А стоп лос и тейка профит како ги одредиш, пример? 1:2 или Take не е profit, битно. риск ревордом е сакаш 1:2, ако немам 1:2, значи не влегувам во позиција. Претежно во дейли зона, ако ми е реакцијата на дейли зона, таргетирам дейли структура или дейли нова зона, а стоп лосот ми е секојаш на 4 сати структура. Значи, таргетот ми е на дейли, ако ми реагира од дейли зона, а стоп лосот ми е на 4 сати. Тоа ми дава да имам многу помал стоп лос, а многу поголем take profit. Пошто, како што кажав, ако 4 сати прави промена на тренд, то ми дава приказна дека може и дейли да го почне да го следи трендот. И се фактички, ако ставам на 4 сати ја структура стоп лос, ако ми дај брейк, значи дека сум во грешка, оди во... Значи, стоп лосот ми е фокусиран, ако ме исфрли, да бидам 100% во грешка, ако што направи минатата недела с USD CHF. Ова што беше доларов. Значи, сосема ни исфрли и замина скроз во контратренд. Ова останатово кај што ги клавав стоп лосите, односно првиот мувмент што кажав дека е трап, тоа беше лично до мене, пошто не забележав многу порано. Се надевам дека ти одговорив. Да, малце ми зборувачки, ама многу е за мене, затоа знаеш може како, така. ако ме прашуваш ме, јас сакам се да ви дам од себе, вака се да ви кажам, ама колку повеќе зборувам, можем и да ве збунам и да не ме сватите и пошто затоа комплицирано е нештово, пошто ако се запознавате прв пат. Значи мора да знаете многу други работи за да ги знаете овие. И затоа во позадина и работам на тро структурно за
утре други ден да знаете од техничка анализа се. Значи, затоа викам постепено, нов сум и јас во нешто, нови сме, значи нов ми е тимов, учиме и ние, нема од кај да учиме како да презентираме, учиме значи сами се учиме од грешки, од пробување од, еве, например, денеска е такво видеото, следното може ќе видиме у подобро, поспоро ќе зборувам нешто друго, ќе воведиме, намерно вестиве не ги воведувам, други индикатори ќе ми се сентиментални, фундаментални не ги воведувам, пошто не може во 2 часа да јас да воведам се шопрам за, значи која е целта, нема да ни да ме разберете ни вие, мене ни јас вас, така за постепено. Битно ми е да гледате како гледам на маркето, зашто гледам, зошто е таа причината и слободно, кога ќе заврши другата недела, да си отварате ова видео, братов бил во право, братов сгреши. Зошто? Дај да најдеме, дај да го прашаме, дај ова, дај она. Слободно изгледајте минатото видео и минатава недела што се случи, значи пак ќе кажам, ако беа 8 или 9 парови, се не ме држете за збор, 6 влегоја. А што се случи, јас влегов во 2 и не заработив, а од 6 можев да заработам. Така да, затоа ќе биде овие видеа, што сме гледали, како сме гледали, дали има стварно реал приказна за нешто. Значи, кога ќе отвораме сутре и го ќе објавам сигнал или нешто друго, зашто го објавам тој сигнал. Имаме уште една минута. Денеска снимавме видео со мојот другарче, значи базирано на сигнали, едукација, сето тоа што ги имаме, значи на нашиот вебсайт ќе биде подлабоко објаснато како ќе оди структурно, како ќе се одвива работиве. Значи, може пак нов митинг во теков на недела да направиме и да фатиме се, или структурно ќе има на видеото и за се што не ви е јасно или имате прашања, слободно, најактивни сме на Инстаграм. Така да тоа е тоа, видео се гаси и се слушаме. Па до следната недела да видиме што сме направиле. И напомена, пазете се, многу е манипулативен маркето и бидете цврсти. Тоа е тоа. Ве поздравувам и убав викенд имате, среќни од утре. Имате поздрав и од мене. Поздрав. Чао, чао. Чао.